Кога пред 2 години започна кредитирањето на индивидуалното земјоделство, кога земјоделските производители за прв пат добија можност да користат банчени кредити за сопствениот развој, започна и пионерскиот, а би се рекло и револуционерниот чекор на македонското земјоделство. Земјоделецот да се отргне од долгогодишната заостанатост и колку што е можно поскоро индивидуалното производство да се доближи до општественото. Со еден збор да стане стоков производител способен да му го испорачува на пазарот она што од него се бара. Ова би значило не само негов, туку и развој на целото наше земјоделство и стопанство воопшто, зашто околу 85% од земјишниот фонд и скоро 97% од добиточниот фонд се наоѓаат во негови раце. Но, според тоа како се одвива кредитирањето во овие 2 години, тешко се реализира она што е убаво замислено. Од предвидените 100 милиони динари за сегашниот среднорочен развој, досега се искористени само 15 милиони динари. Остануваат уште 85 милиони динари, што чекаат да бидат активирани во идните 2 години. Сепак и овие почетни резултати не се за подценување. Засега со кредитирањето се опфатени околу 1000 земјоделци кои веќе набавиле голем број трактори и друга приклучна механизација. Впрочем, еве дел од разговорите што ги водевме со група земјоделци од Струмичко за кредитирањето, производството и проблемите врзани со него. Вие се занимавате само со земјоделство. Колку површини имате? Имам 8 хектара површина. Што произведувате? Произведувам прво гранка ми е, например, најглавно производство ми на мене градинарството, например. Сега. Произведувам кикерики, произведувам репа, пченка, произведувам и пшеница. Каде го продавате производството? Производството го продавам на слободен такова. Сами ли? Сами го продаваме. Нешто даваме и на задругата тоа, но бидејќи нема реален откуп на пиперките и тражиме сами тржиште. Цената е ниска? Цената е многу ниска. Например, има пиперката на пазарот, разбираш ли, продават до 500 динара, а они тука, например, сака да земат ефтен джаб. Купно колку заработувате од земјоделството? Купно заработувам околу 10 милиона динара. Дали имате барано кредит? Имам барано кредити. Имам добиено трактор, имам барано за свини, имам добиено и свини за приплат. Кој сега надевам се, например, и од нив нешто, например, да му напредам на земјоделството. Добро, зашто не барате повеќе кредит за сточарство? Па, види, не бараме кредит на сточарство, бидејќи още не сме така виделе. Сега јас гледам дека место скапо и сега се прво на свиногојство се ударам, па после ќе видиме на тамо, разбираш ли ти, как ќе ми пасира производството. Какви проблеми имате во производството? Па, по производството проблем е. Имаме тие се, например, тешкотиите што, например, ето вие сака да носиш да продаваш пиперките, далечно, разбираш, од Србија чак да ја носиш, тие се едни големи проблеми, разбираш, пропаѓа производството малку. Со вештачко ѓубре како сте? Вештачко ѓубре слабо. Кога треба баш нема, сега например има, после кога баш ти треба вештачко ѓубре нема. После имаме проблем, разбираш ти, памукот е многу ефтин. Јас на прва гранка беше на мене како памук производител, бех може до 5000 кг сам представувал памук, а додека денеска одбегнали например и цялото село, разбираш ли ти. Ние сега моментално произведуваме на прво место е пиперката. Кај нас повеќе се развива она е. Но моментално она која ќе дојде да се откупува, многу големи тешкотии има. Од тие тешкотии нели можат пунктите да откупуваат, дали фабриките не работат. Што е цената да не е ниска? Цената е некој пат прилично средна, а некој пат е ниска. Дали користите кредит? Кредит не користим, бидејќи и не сме барали, ако бараме, па тешко е за враќање, немам услови толку баш. Зашто тешки се условите за враќање? Тешки се условите за враќање, треба многу пари после да вратам. Како ви името? Ванчо Јуруков. Колку земја имате вие? Па имаме едно 5,5 хектари, 55 декари, што. И со што се занимавате? Па занимаваме се веќином со, мислам, главни култури кај нас, зеленчук сега. Сега и памук, јас се занимавам лично со памук. Најголема површина садам со памук и зеленчук. После нешто житарици, исто. Што ви е најдоходно? Па најдоходно кај нас сега, нашето подрачје тука и кај мене, мислам, зеленчукот и овој памукот. Колку пари го земате тракторот? Па тракторот платихме на скоро 3,5 милиони динара, стари, мислам, стари пари.
На кредит или во готово? На кредит останува ни још нешто да исплатиме. Од каде кредит зедовте? Од ова е преко службата за одноплодно земјоделие, значи тука од општината. Колку вкупно заработувате? Па заработуваме прилично, не сме толку баш со калем сметка значи направиле, ама но сигурно 10 милиона стари пари, значи. Каде го продавате производството? Производството ја како мислам си имам свој камион, идам веќином со овие зеленчук, значи на пазар. А памукот е тука кај нашето удружение Југо Памук. Зеленчуко има, мислам, откупи некој тука кај нас, ама не баш толку развиен откуп. Значи гарантиран откуп немаме. А вие со што се занимавате? Со земјоделие. Што произведувате? Па исто градинарство произведуваме. Градинарство, не? Да. Што? Патлиџанки, френки, каде и речеме. Домати. Домати. И каква е цената? Дали е добра? Цената слаба е важното. Упаѓа баш конак, но упаѓа многу цената. Дали користите некои кредити од индивидуалното Не земјоделство? користам ништо. Не. Произведуваме зеленчуки, патлиџани, пиперки. Дали ги треба кредит, нешто за развој на производството? Как не треба. А дали сте барале? Барале сме од Југобанк Скопје. Мислам од службата за развој на индивидуално земјоделство. Формира нова. Да. И прашаме таму кај они дека викат треба да учествуваш над половината пари во таа иста банка. И вие немате толку пари. Пари немаме не. Дали сте барале кредит? Не сам. Никак не сам барал. Зошто? Не ви треба. Треба, ама не сам развијал толку за некоја машинерија да купам, може си. Во развојот на индивидуалното земјоделство голема улога одигра и републичката и општинските стручни служби. Тие се и првите што на теренот се содруваат со барањата и проблемите на производителите поврзани со кредитирањето. Сметам дека треба отворено да се каже дека прашањето на кредитирањето на инвестиции во индивидуалното земјоделство е пред се обврска и преокупација на банките, на земјоделските организации на теренот, на општествено-политичките фактори по општините и така натаму. Во практика, меѓутоа, испадна дека најголемиот терет врз реализацијата на оваа политика падна токму на стручните служби, а би рекол и на еден мал дел стопански организации кои навистина се одзваја на оваа мерка и се јавија како носители во реализацијата на ово кредитирање. Со една спогодба која го регулира прашањето на ово кредитирање беа предвидени за период од 5 години околу 10 милиарди стари динари кредитни средства, од кои околу 2 милиарди беа предвидени во 72 година, нешто повеќе, околу 3 милиарди во 73 година. Можам да кажам дека оваа спогодба во минатата година беше донесена многу касно, во периодот на годишните одмори, што беше една и од основните причини покрај другото да се во таа година многу малку, околу 11% реализираат кредитни средства. Овие пари се потрошени во главном за следните намени. За набавка на 200 трактори, 10.000 овци, 70 крави, 8,5 хектари пластеници за градинарско производство и нешто друго. Од купно 30 општини во Републиката, само 14 општини покажуваат реализација на кредитните средства. Од нив, само во 2 општини, во Кавадарци и во Кочани, имаме појава на непосредно кредитирање на индивидуалните земјоделци од банката, преку стручната служба, додека останалите општини кредитот го реализирале со посредство на стопански организации. Од поголемиот број општини кои не се опфатени досега со кредитирањето, треба се спомнати и општините како што се Скопје, Куманово, Тетово, Тито Велес, кои иако располагаат со обемни средства за оваа намена, досега не покажале никаков резултат. Сметам дека предвид на големиот интерес кој постои по селата, по општините за користење на овие кредити,
ваква една, би рекол, символична реализација не може да не задоволи. И ние како стручна служба навистина се наоѓаме на теренот во една многу деликатна ситуација, бидејќи непосредните земјоделци и поради другата стручна работа која ние ја вршиме, се обраќаат во главном на стручните служби, а тие се немоćни да ја наложат на банката да дават непосредно или на стопанските организации да се нафатат ако они тоа не го сакат. Во таа насока банките имаат посебна улога. Голем дел од вината за нередовното кредитирање се префрла врз нив. Сега, кога се очекува почетокот на кредитирањето од средствата на Меѓународната банка, одговорноста на банките станува уште поголема. Како основни причини за ваквата положба доскора се изнесуваше само недоволната заинтересираност за овие кредити, како од страна на земјоделските комбинати и задруги, преко кои тие треба да се остваруваат, така и од страна на самите индивидуални земјоделски производители. Преовладуваше мислење дека одобрувањето на овие кредити непосредно на крајните корисници индивидуални земјоделски производители ќе обезбеди позабрзано остварување на ово кредитирање. Во ова смисла, во 1973 година донесен е посебен анекс кон потпишената спогодба помеѓу банките, Комората, Секретаријатот за земјоделство, Секретаријатот за финансии и Фондот за унапредување на индивидуалното земјоделство, според кој се дава можност банките да одобруваат и директно овакви кредити на непосредните земјоделски производители. Во Кавадарци и Кочани овакво кредитирање се веќе спроведува. Во други реони оно се уште не е остварено. Причини за недоволната ефикасност во ово кредитирање сега повеќе се усмеруваат кон нерешените облигациони односи во кредитирањето, недостиг на соодветна упростена документација и процедура за одобрување на кредити, недостаток на средства во некои филијали за одобравање на вакви кредити, неприфаќање индивидуалните производители да бидат гаранти по кредитите и така натаму. Покрај наведените средства од штедњата за кредитирање на индивидуалните земјоделски производители, Стопанската банка Скопје Централа во 1973 година во рамките на агроиндустрискиот проект Македонија и склучениот заем од Меѓународната банка за неговото финансирање, обезбеди посебни средства и можности за одобрување на кредити на индивидуалните земјоделски производители во вкупен предсметковен износ од над 130 милиона динара. Овие кредити банката ќе ги одобрува преку односните земјоделски комбинати и задруги кои се способни на индивидуалните производители да им обезбедат адекватна континуирана техничка помош, соодветно производно-технолошко и економско согледување и оценка на инвестицијата за која се бара кредит, поволен пласман со фер цени на вкупните основни производи што се остваруваат со таквата инвестиција, потребен репроматеријал и услови за незиното ефектуирање и така натаму. Можност за добивање на вакви кредити ќе имаат само индивидуални земјоделци кои создаваат доход и живеат исклучиво од земјоделска дејност. Договорот за заем од Меѓународната банка пред неколку дена стапи во сила и кредитите можат веднаш да се одобруваат. Меѓутоа, овде нека не се заборави едно. Ако одиме со вакво темпо на кредитирање, мошне тешко ќе успееме да го доближиме динарот до земјоделецот. Посебно што најголем дел од овие средства се наменети за него. Зашто навистина е несватливо да се има пари и тоа наменски, а сепак да не можат да се користат. Ова ќе треба да го имат предвид и банките, а посебно земјоделските организации, кои од едно вакво кредитирање со индивидуалните производители